Време е да излеземе малку и на терен, односно надвор од студиото, за сите оние теми кои што ги вработуваме на лице место. Споменавме дека денес ќе позборуваме малку повеќе за итна помош при сообраќајна незгода, заради тоа што и сметаме дека е неопходно малку повеќе и да се едуцираме на ова прашање или на оваа тема и со оглед на информациите кои што ни ги даваат докторите од итната медицинска помош. Тука меѓу другото го испраќаме нели и апелот кој што секојдневно нели го вклучуваме во утринската со оглед на бројката на сообраќајни незгоди кои што ја имаме кај нас. Марија, веќе те гледаме. Добро утро. Добро утро, Марија. Добро утро и до вас, колеги. Токму така, неопходно е да се зборува на оваа тема со оглед на тоа дека секојдневно имаме некакви известувања, информации за сообраќајни незгоди кои што се случиле во главниот град, па можам слободно да кажам и во државата. Тоа се случува како резултат на тоа непочитување на тие сообраќајни правила и прописи, на таа сообраќајна некултура која што се повеќе е присутна во нашето општество, па токму од таму поаѓајќи од тој факт, убаво е да бидеме едуцирани на оваа тема, односно како правилно да пружиме прва помош доколку се најдеме во несакана ситуација, односно доколку има повредени во сообраќајна незгода. Повеќе на оваа тема во продолжение ќе слушнеме од мојата денешна гостинка, предавач во Центарот за прва помош, доктор Бехје Нухи. Да и посакаме добро утро. Добро утро, добро ве најдов. На самиот почеток важно е да појасниме колку е важна тоа пружање на прва помош во првите неколку минути по таа сообраќајна незгода. Многу е битно да се пружи прва помош во првите секунди, пошто знаеме дека прва помош може да спасува и животи. Меѓутоа, секогаш треба навремено и адекватно да се пружи прва помош, пошто многу често се дешаваат и грешки, дури некогаш се заборава да се викне и итната медицинска помош. Во паника, претпоставувам. Да, тоа секогаш се дешава во паника, особено кога се пружи прва помош на поблиски луѓе, паниката е поголема. Видите дека треба да се пружи правилно прва помош. Што подразбираме по тоа правилно? Освен нели што е најважно да ја повикаме брзата помош. Хуманото чувство да се пружи прва помош во моментот на сообраќајот некогаш ги надминува емоциите и пружачот на прва помош, значи сведокот, некогаш заборава да го обезбеди просторот. И сакајќи да помогне, некогаш и одмага, пошто се воведува и сами од себе си во опасност. Значи, прво битно е да се обезбеди просторот околу сообраќајната несреќа, пошто секогаш имаме остри предмети, може некогаш да има и пожар. Првин треба да се отстранат тие предмети, тие опасности, па после да се пружи прва помош на повредени. Значи, тоа е најбитниот момент, пошто се дешаваат фатални грешки. Наместо брзата помош да спасува еден, потоа треба да спасува двајца или тројца повредени. Тоа е многу битно. Што после тоа? Ако се отстранат опасностите, веднаш се проверува повредениот, се проверуваат виталните знаци. Прво битно е свеста, дишењето и пулсот. И одма се даваат информации во која состојба, какви се повредите, и адекватно да се превземат понатамошните мерки. Значи, ако е без сознание, ако нема пулс и нема дишење, одма да се реанимира. Ако е заглавен во колата, да се викнат и пожарникари, да се извади од колата во адекватен начин, и затоа постои адекватни начини како се вади повредениот од кола, пошто некогаш кога имаме повреди на рбетот, често пати се вадат во некаква адекватен начин и потоа се дешаваат повеќе повреди. Значи, повеќе може да има штета него. Да. Има ли некои други фатални грешки кои што може да ги направиме несвесно? Можат, меѓутоа тие се минимални. Особено сакав да потенцирам дека најголемата грешка што се прави е да не се обезбедува просторот и се воведуваат во опасност. Другите грешки, например, не знаат како адекватно колку да се реанимира, колку дишење, колку притисок се, меѓутоа сепак тие се како така понежни грешки и не се воведуваат ниту повредениот, ниту тој што пружа прва помош не се воведува во некоја опасност. Што доколку лицето кое што е повредено во сообраќајна незгода има обилно крварење, дали да се обидеме правилно да го запреме додека да дојде првата помош и како тоа се прави? Ние тука во Центарот за прва помош ги учиме кандидатите како правилно да препознаат крварење, дали е внатрешно, дали е надворешно, дали е артериска, дали е венска, по бојата, по притисокот.
И имаме различни начини, со притискање со прсти, дигитална компресија, потоа имаме со повеска, имаме со компресивен завој. И секогаш ги подучуваме да ја препознаваат каков вид на крварење и после да постапуваат правилно. Во вакви ситуации, доколку ние самите сме повредени во сообраќајна незгода, како ние сами на себе да си помогнеме? Во зависност од повредата, убаво е веднаш да се викне брзата помош и да се обидеме, например, во таква состојба, ако имаме прирачни средства, со тие да се помогнеме. Например, секогаш ги учиме и кандидатите за прва помош, ги учиме дека и прирачните средства можат многу да бидат корисни, например, дуксер, мајчка, некоја шал, шамија и такви работи ќе ни служат и за запирање на крварење, меѓутоа исто така ќе ни служат и некој тврд предмет да го поставиме под скршениот екстремитет и да направиме некоја преврска или имобилизација. Целиот разговор на некој начин беше едукативен за нашите гледачи и беше порака до нив, но на самиот крај уште еднаш ќе прашам целокупно, најважно, која е вашата порака до нашите гледачи? Да бидат совесни, да бидат одговорни, при возење да ги почитуваат правилата, да не возат во состојби кои може да се загрозат и себе си и останатите возачи. Благодарам многу за одвоеното време. Фала ви. Се надевам дека сите информации беа добредојдени и утринова, со оглед на тоа дека навистина се важни овие информации, станува збор за едукативно вклучување токму од лице место, со оглед на тоа дека често за жал се случуваат вакви сообраќајни незгоди и треба да знаеме како правилно да реагираме во тој момент, бидејќи доколку нема правилна и брза реакција, некогаш тоа може да чини и живот. Ние се гледаме повторно некаде после 9 часот и 40 минути со интересна тема од област на културата.